Министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија Тимчо Муцунски и Велислава Петрова Чамова на заедничка средба во Шведска попладнево 20 шефови на дипломатиите треба да седнат на заедничка маса на маргините на самитот на министрите за надворешни работи на НАТО во Хелсингборг. Средбата доаѓа на иницијатива на Муцунски, кој минатата недела информираше дека испратил покана за, како што рече, да се одржи диалогот со Бугарија без разлика на спротивставените ставови за македонската евроинтеграција. Состанокот го потврдија и од бугарска страна. Тамошните медиуми вчера ја пренесоа изјавата на Петрова Чамова пред пратениците, дека Бугарија нема да дозволи повторно преговарање на веќе усвоената европска рамка за земјава. Обидите на Македонија да го оспори статусот на протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија според член 12 од договорот за пријателство, добрососедство и соработка се во спротивност со постигнатиот европски консензус, бидејќи протоколот е дел од него. Министерството за надворешни работи е доследно во своите активности за спротивставување на овие обиди. Ова е прва средба откако Македонија му упати устен демарш на амбасадорот на Бугарија Желјаско Радуков, откако пред една седмица во Брисел Чамова Петрова ја употреби формулацијата северно-македонски. Таа рече дека му порачало на Муцунски дека мора да ги внесе бугарите во уставот. Потенцираше дека бугарското МНР преку мрежата на мисии во странство во земјите членки на ЕУ и во Скопје вложува активни напори за да спречи какво било повлекување или заобиколување на преземените обврски. Пред стартот на самитот на министрите за надворешни работи Муцунски рече дека ќе инсистира меѓу бројните теми за дискусија да се вметне и прашањето за Западниот Балкан и безбедносните ризици што постојат во овој регион. Of course, the situation in the Middle East will inevitably come up as well, and I will be insisting that we also discuss the Western Balkans, an area of Europe where there is serious malign influence coming from external factors and where security risks still exist. NATO is an alliance that is becoming stronger and stronger thanks to our commitment to 5% spending in defense. And in that sense, I think that today we will have an opportunity to discuss many of the challenges that the alliance has, but also the opportunities in front of the alliance. Министрите за надворешни работи на НАТО ќе разговараат за трошоците за одбрана, развојот на одбранбената индустрија и континуираната поддршка за Украина. Шефот на македонската дипломатија порача дека НАТО треба да продолжи да ги зајакнува инвестициите во одбраната.